Владата ги отвори вратите за граѓаните. Над 250 луѓе дојдоа на Илинденска безброј да дадат предлог како да се подобри животот во земјава. Повеќето искористија можноста да си ги кажат проблемите. Најмногу сакаат да разговараат со премиерот, иако во дебатната сала беа скоро сите министри, засилени со замениците и директори на државни институции. За странски инвестиции сакаме да донесеме тука во Македонија. Јас дојдов до премиерот да ме примит и би сакал да ме саслуша предвидејќи имам проблем со синот. Ми работеше во полиција во аеродром Петровец 6 години и дојде еден случај што тоа красничи некој си од Косово, требало помине со некој пашош неисправен, синот мој го враќат назад и зошто го вратил назад ми ги избрка од работа. Во врска со денационализација задоволен сум од приемот, да ви кажам. Многу љубезни беа, конкретни. Но ниту еден не даде идеја како да се реши спорот со Грција за името. Па не, досега барем во текот на денот, досега не слушнавме некоја идеја за тоа прашање. Ден на идеи се одржува по трет пат. Од владата се задоволни од проектот. Многу предлози од граѓани веќе се спроведени во пракса. Законот за бесплатна правна помош, токму една од идеите на граѓаните беше да се овозможи бесплатна правна помош за граѓаните кои што не можат да си го дозволат тоа. Понатаму, повисоките критериуми за судиите и начинот на водење на судските постапки, исто така беше во повеќе наврати презентирано од повеќе граѓани во изминатите денови на идеи, исто така и тоа беше процесуирано соодветно и го најде своето место во измените на законската регулатива и идеи во други области, како што тоа е например намалување на давачките за увоз на стари возила. Инаку проектот освен во владата се спроведуваше и на плоштадите во сите градови во земјава, каде ресорните министерства имаа поставено пунктови на кои граѓаните писмено или усмено даваа идеи. Поинтересните предлози ќе бидат разгледани на седниците на владата.